Си била еднаш една девојка. Била убава. Многу убава. Била прекрасна. Но колку што била убава, толку била и вообразена. Си мислела дека незе и нема рамен. Со никого не се дружела. Никој не бил доволно убав за да го засака. Тој што ќе има лице како нацртано, тој што ќе ме заслепи со својата убавина, него ќе го засакам. За другите не сакам да слушнам, знаела да каже девојката. Најважно е било некој да биде убав? Да. Едно момче многу се влюбило во девојката и решило да ја побара за жена. Но немало доволно храброст, затоа што знаело дека девојката е пребирлива. Еден ден, момчето слушнало дека зад 7 планини живее некоја волшебничка која имала моќ да направи промени на лицето на било кој човек. Момчето ни миг не размислувало. Веднаш тргнало на пат. Патувало 7 дена и 7 ноќи и стигнало кај волшебничката. Момче, што те донесе тука? Прашала таа. Момчето и раскажало за девојката во која се влюбило. Сакам да ми го измениш лицево. Сакам девојката да ме засака. Те молам, направи го моето лице најубаво на светот. Волшебничката видела дека момчето е на голема мака, па решила да му помогне. Во ред, ајде, разгледај, па одбери едно од овие лица. Овие што се закачени на зидов. Волшебничката имала продавница за лица? Па, да. Волшебничката ги симнувала едно по едно лицата од зидот. Момчето ги гледало и за секое велело: не верувам дека ова ќе ми стои добро. Најпосле волшебничката рекла: има само уште едно лице, ова дамчестово. Ова ќе ти прилега. Му го симнала старото лице и му го ставила новото, дамчестото, и му рекла: ајде, оди си сега со здравје, биди внимателен, не скршнувај од патот по кој што дојде. Момчето тргнало да си оди, но кога се стемнило, се загубило во шумата. И длабоко во шумата ја сретнало кафената мечка. Дојди кај мене, ке ти приготвам нешто за јадење. Љубезно го поканила мечката. Момчето ја прифатило поканата и отишло во куќата на кафената мечка. А таа убаво го нагостила. Кога завршило со вечерата, момчето рекло: никогаш не сум јадел повкусно јадење, се беше убаво сготвено. Ајде, кафена мечко, дојди со мене. Мојата куќа ќе ти биде дом. Во тој момент се случило нешто неверојатно. Кафената мечка се претворила во убава девојка. Момчето занемело. Бев магепсана, милно прозборела девојката. Лошата вештерка ме претвори во мечка, за никој да не ме сака, секој да се плаши од мене. Ти, момче, ја скрши магијата, зашто не се исплаши од мене и зашто ме покани да живеам со тебе. Ете, момчето си нашло девојка. Момчето и девојката направиле голема свадба.
Поканиле многу гости. Луѓето со денови раскажувале: тоа момче станало чудесно убаво, а сега има и убава жена. Сигурно волшебничката му го сменила лицето. Пребирливата девојка го слушнала овој муабет и паднало мака што момчето си нашло друга девојка. Лута, бесна од лутина, решила: ќе одам и од волшебничката ќе барам уште поубаво лице. Па не ли била најубава? Претерала. Така помислила и волшебничката. Ненаситна девојка, прошепотила. Сега ќе ти го дотерам умот. И на ненаситната девојка иставила грдо, искривено лице, за памет, да размисли и да свати што е поважно: убавината или умот. Поучна приказна. Ке ја запомнам.